Сите заедно, ние како пратеничка група од Движењето БЕСА и вие како новинари, бевте присутни на денешната седница на Комисијата за европски прашања, каде се разгледува законот за јазиците и манипулациите кои ги организираше председателот на оваа комисија, господинот Артан Груби, за оневозможување на реална дебата по однос на овој предлог закон. Значи, денешната расправа требаше да биде за амандманите кои се доставени од овластени предлагачи и ние, како Движење БЕСА, како овластени предлагачи, ги имавме доставено нашите амандмани и секако првиот амандман со кој требаше да почне денешната расправа беше амандманот од Движењето БЕСА. И почна со самото тоа, но видовте дека понатамо ни беше оневозможено да го образложиме амандманот со кој ние службено, значи, го имавме изнесено пред службите на Собранието и секако пред комисијата. Почна да се дава збор на други пратеници и ако добро го слушавте председателот на комисијата, тој самиот рече дека овие дебати ќе бидат неограничени, бескрајни, само за да се оневозможи реална дебата по однос на амандманите кои се предложени по однос на предлог законот за јазиците. Значи, ова манипулација од страна нашите пратеници не можеше да се дозволи и затоа ние изреагиравме, баравме и процедурално, затоа што деловникот на Собранието не беше почитуван. Значи, таквото сценарио кој го имаше организирано господинот Груби со неговите пратеници од својата политичка група, ние не можевме да го оставиме да се реализира, но со демократски средства, како што и изреагиравме во самата седница, покажавме нашето незадоволство со таквата манипулација, со едно такво значајно прашање по однос на законот за јазиците. Ние како Движење БЕСА, уште порано кажавме, по однос на нашиот став, по однос на овој предлог закон, дека ние ќе го поддржиме овој предлог закон, ќе го гласаме овој предлог закон и секако дека со нашите амандмани сакавме да го подобриме суштината, значењето на овој закон. Иако, ние како Движење БЕСА не сме задоволни со овој предлог закон, затоа што овој предлог закон не го официализира службено албанскиот јазик во Република Македонија и дека као такво останува отворено прашање. Нашиот став беше дека ова прашање треба конечно да се реши после 1991 година уставот, 2001 година рамковниот договор, ние сме во 2017 година, кога се уште не е решен еден од клучните проблеми на албанците во Република Македонија, еден од клучните елементи на рамковниот договор, а тоа е службеноста на албанскиот јазик. ДУИ во 2008 година донесе закон за употреба на јазиците, закон кој беше закон за преведување на македонскиот јазик во албански јазик, но никако не беше јазик за службена употреба или официализирање на албанскиот јазик. Во 2011 имаше уште една интервенција и тие на некој начин продолжуваат си нивната манипулација дека тие го официализираат јазикот. Што не е точно, ние како парламентарна група нема тоа да го дозволиме и затоа цело време низ дебати во парламентот, комуникација со средствата за јавно информирање сме го искажале нашиот став. Денеска драстично беше прекршен деловникот на Собранието на Република Македонија, како пратеници и како предлагачи на амандман не ни беше дозволено да го образложиме нашиот амандман и да го искажеме нашиот став со манипулација и со еден режим кој тие сакаат да воспостават, каде што и председателот на комисијата не го скри својата намера со бескрајни реплики еден кон друг, тоа што цело време го имавме во нашето собрание со ВМРО ДПМНЕ, кој цело време ги блокираше законите, ги блокираше дебативе во самото собрание и сите ние бевме критични кон ова појава. Сега ДУИ, кој е дел од власта, значи кој е дел од владата, продолжува со истото сценарио, каде што сака да ги блокира дебативе и ние не се чудиме зашто тие имаат такво сценарио, затоа што тие донедавна беа у власт и во поранешната власт и секако дека овие навики што ги имаат од тогаш не ги заборавиле, него едноставно сакаат да ги унапредат уште повеќе.
Затоа, како парламентарна група, сметаме дека нема да дозволиме со сите демократски средства, како пратеници што ги имаме во собранието, согласно деловникот, законите, уставот, ќе се спротиставиме на ваквите манипулации, а многу е важно, а и за вас новинарите, а и за општеството во Македонија, за граѓаните во Македонија, дека Дуи денеска со неговиот председател во комисијата сакаше да оневозможи дебата, отворена дебата за едно значајно прашање за албанците, но не само за албанците, и за другите граѓани во Република Македонија. Ќе учествуваме во работата на комисијата само ако се почитува деловникот на Собранието на Република Македонија, ни се овозможи како предлагачи на амандмани да го образложиме амандманот и да дебатираме по однос на тоа, но нема да учествуваме во непродуктивни дебати, сценарија кои ги има организиран Артан Груби и Дуи, за да се оневозможи дебатата во Собранието. Значи, за таква дебата не сме интересирани. Имавте можност на почеток да го образложите амандманот. Имавте намера после дополнително да го образложите, така? Праксата и деловникот е секогаш само се прочита текстот на амандманот, представникот на владата се искажува дали е за или не, и тогаш се дава збор пак на предлагачот да се образложи. Се отвара расправа. Значи, да. Значи, долго си го собрание и не ми е непозната праксата собраниска. Предлагачот има право да го образложи амандманот. Сега, јас чисто да разјасниме. Вие приговарате на тоа што не ни дозволи и другите да го образложат амандманот. Тоа е. Не, ние се министерот не го прифати и ние како пратеничка група, како предлагачи баравме збор, први баравме збор. Од снимките во собранието може да се види дека први баравме збор за да го образложиме амандманот. Тоа ни беше оневозможно. Има снимки и тоа многу лесно може да се докаже. Нашата позиција е многу јасна, уште порано сме го искажале, дека ние не сме задоволни со овој предлог закон како движење БЕСА. Значи со ова не се официализира албанскиот јазик. Согласно она што ние сме го рекле, не како политичка партија, сите политички партии, албански политички партии, од 90-тите години навака, со рамковниот договор, се барале албанскиот јазик да биде втор официализиран јазик во Република Македонија. Ова не е тоа што го бараат албанците, ова не е и согласно изјавата, декларацијата на политичките партии на албанците, каде што самите тие се потписници, но овој предлог закон само го унапредува употребата на албанскиот јазик и ништо повеќе. Ова е нашиот став.